секоја година традиционално се одржуваат светските македонски селенички средби, како и пограничната средба на македонците од егејскиот дел на Македонија и единствената семакедонска средба во Трново по повод големиот празник Илинден. Денеска во официјалниот дел, како што истакна ти, обраќања имаше од Матицата на иселеници, Сдруженијето на егејци од Егејска Македонија, Сојузот на македонци од Македон, како и представници од Светскиот македонски конгрес, а своје обраќање имаше и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој тука беше пречекан од граѓаните со големи овации, се ракува со него и му искажаа знак на поддршка за неговата посета тука во Трново по повод овој голем национален празник. Груевски во своето обраќање истакна дека тој има оставено аманет од илјадници борци загинати за независноста на Македонија, кои што му оставиле аманет да се бори за еднината и за независноста на македонската држава. Истакна дека земјата се ослободува со храброст и со љубов, но успешноста на една држава е во делата. Ако не правиме дела, тогаш нема да имаме успешна држава. Тој истакна дека напредокот и успехот се негова финална цел. Тој до сите гости тука што се дојдени од сите страни на светот, како и од сите страни на Македонија, истакна дека многу е лесно да се биде деструктивен и да се критикуваат и плукаат сите работи кои што се прават. Меѓутоа, истакна дека местото на политичарот е меѓу граѓаните на улицата во селата, каде што ќе разговара лично за нивните проблеми. Истакна дека граѓаните со нетрпение го очекуваат моментот кога ќе излезат на избори, ќе кажат дека ова парче земја е нивно и единствено, дека тие ги препознаваат вистинските вредности и ќе знаат за кого да гласат. Тој истакна дека оваа влада знае што сака, тоа е поголем стандард, можности за граѓаните, поголеми можности за образование, здравство, спорт и развој на целата земја. Тој истакна дека после оваа криза земјата ќе излезе уште поуспешна и ќе биде дел од Европската унија. Тој на крајот истакна дека со секој последен атом од силата ќе се бори за да исполни сите ведувања кои што ги дал на граѓаните на Република Македонија. Јас предлагам да видиме неколку поенти од денешното обраќање на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски тука во Трново. Победата, слободата, напредокот, развојот и успехот е нашата финална цел. До неа се доаѓа со почитување и спроведување на основните вредности, со стратегија и тактика, но и со оператива, и со многу труд и многу работа. Лесно е да седиш острана и да наблюдуваш. Уште полесно е да критикуваш и да бидеш деструктивен, да пукаш по се што се прави, создава и гради, само да зборуваш, а ништо да не правиш. И тоа го знае и мнозинството од овој народ. Знам дека македонскиот народ едва и чека да добие шанса, да се произнесе за се она што го гледа во изминатиот период, да го даде својот глас, да излезе и на слободни, фер избори, да каже дека граѓаните на Македонија се господари на ова парче земја, дека овде живее народ кој знае што сака и знае што прави, дека извонредно добро знае да цени и расудува, многу е паметен и знае да носи мудри одлуки. И наша обврска е да вложиме се што е во наша моќ, да се овозможи тоа најбрзо можно, за да можат сите да одлучат без никаков притисок, директен или индиректен, од никого и од никаде, за да има празник на демократијата, на која ние македонците и сите граѓани на Македонија ќе се произнесиме за нашата визија за иднината. Сакаме и работиме на развој и економски раст, подобар стандард за граѓаните, повеќе можности во образованието, земјоделството, економијата, науката, културата, спортот, повеќе проекти кои ќе го облагородат просторот во кој живееме, повеќе нови работни места, повисока заработка на секого. Ние македонците, одовде на 2 август, на Илинден,
порачуваме дека Македонија, како и секогаш низ историјата, и од оваа состојба ќе излезе уште посилна, уште поуспешна, позрела, економски помокна, општествено подобра, посплотена и пообединета, како иден член на европското и евроатлантското семејство на народи и држави. Да не е за многу години и векови празникот Илинден. Свети Илија нека го осветлува патот кон успехот на сите нас во Македонија. Ќе повикам изјава исто така и од Тодор Петров, кој што денеска тука во Трново ја прочита декларацијата, Семакедонската декларација, во која што тој се залага за семакедонско помирување, обединување. Тој побара исто така безусловен крај на разговорите со владата во Атина за промена на името, како и користење на уставното име на Република Македонија во сите меѓународни организации, институции во Обединетите нации и истакна дека се отфрла секоја идеја за референдум и за менување на името, бидејќи народот македонски уште во 1991 година на референдум се изјасни за независна самостојна Република Македонија. Да видиме дел од обраќањето на Тодор Петров. И покрај сите разлики меѓу нас македонците, никогаш не смееме да заборавиме дека и кога сме противници, не сме непријатели. И кога различно мислиме, не смееме да се мразиме. За секогаш да запамтиме, само Македонија е нашиот единствен, заеднички именител и содржател. Ако неа ја нема, и нас ке не снема. За нас македонците, името на државата, кој се состои само од еден единствен збор, зборот Македонија, не е само географија, туку и етнологија и филозофија, идеологија, вера, култура и историја. Тука исто така имаше и многу представници од многу здруженија на иселеници, меѓутоа она најстарото здружение Матицата на иселениците, своје обраќање имаше нејзиниот председател Иван Џон Петрески. Тој ги повика сите македонци да се вратат во Македонија, тука да инвестираат, тука да работат, тука да ствараат семејства за да се наполнат повторно македонските села. Истакна дека името нема да се промени, односно тоа прашање е затворено. Истакна дека тоа е оставен аманет од загинатите македонци за време на револуционерните борби. На крајот тој додаде дека без Македонија и македонскиот народ нема мир на Балканот и нема мир во Европа. Да видиме дел и од неговата изјава. Од оваа светска средба и народна прослава упатуваме се македонска порака. Без Македонија и без македонците нема мир и стабилност на Балканот и во Европа. Да живее македонскиот народ! Да живее слободна и независна Република Македонија, Илинден е бессмртен, вечна е македонската нација. И на крај, организатор на овој настан секоја година е Општина Битола. Во име на Општината денеска се обрати Силвана Ангелеска, која е председател на Советот на Општина Битола. Таа истакна дека борбата за македонската независност и самостојност не завршува со двата Илиндени, туку таа ги повика граѓаните дека треба повторно да продолжиме да го браниме нашиот идентитет и името. И таа исто така ги повика сите иселеници да се вратат во Македонија, да инвестираат и да работат за просперитетот на земјата. Предлагам да видиме и кратка изјава од Силвана Ангелеска. Следејќи ги патеките на нашите предци, ние денеска треба да продолжиме со борбата за одбрана на македонскиот идентитет, нашето име, благосостојбата на нашите граѓани и да ја направиме Македонија уште поубаво место за живење. Процесите од минатото за иселување на нашиот народ да добијат реверзибилен тек и нашите македонци кои се распространети по целиот свет да се вратат во родната земја. Прославата тука, како и секоја година, традиционално продолжува со македонски национални ора, песни, игри. Сите посетители кои што се тука дојдени во масовен број, како што кажа, илјадници, не само иселеници, туку и посетители од сите градови од државата кои што се дојдени тука организирано, ќе го честуваат овој голем празник тука во манастирот Света Пресвета Богородица во Трново.